вчерашниот упад во контролната кула на Скопскиот аеродром е терористички чин. Ова го посочил првиот синдикалец на македонската навигација Александар Тасевски, кој беше во седиштето на ЕУ да информира за тупаниците што ги добија контролорите на летање. Синдикатите на Европа и делегацијата на ЕУ во земјава им дадоа огромна поддршка на вработените во МНАВ во борбата против вработувањето на непрофесионален и необразован кадар. Доколку не се расчисти инцидентот, македонското небо ќе се затвори на 10 јануари. Тасевски најави генерален штрајк. Моравме да ги известиме преку нашите институции со кои што соработуваме, сите синдикати во Европа, имаме огромна поддршка од нивна страна. Дури се организира едно доаѓање заедничко овдека на повеќе синдикати од Европа во знак на поддршка и на помош во понатамошните активности што ќе се случуваат. Известена е Светската организација на Сдружение на контролори на летање и ФАТКА. Известени се меѓународните организации кои што се као Eurocontrol. Додека јавноста е во шок поради вчерашните тупаници во кулата од каде се контролираат летовите на македонското небо, првиот човек на македонската навигација Фахрудин Хамиди го обвини синдикалецот Тасевски за борби за лични интереси и рече на тупаниците им предходело кошкање како што имало во секоја фирма. Директоре, како толку успешен управен одбор и менаџери дозволија вчера да се случи напад на контролор, да се поминат 3 бариери безбедносни. Испитавте ли како влегуваат тие луѓе? Значи, како ви се случи на вас терористички напад на кулата на Скопскиот аеродром? Така, тоа е ваше прашање. Тоа ли е успешен? Само тоа објаснете. Значи, ние сме луѓе, ние сме менаџери, раководиме согласно, како што реков, сертифицирани процедури и во делот на обезбедување. Упадна банда од осумина и боксови врз контролорите додека давале координати на летовите што ја прелетуваат Македонија е вчерашното сценарио што се случи во кабината на вработените во македонската навигација. Вчера некаде околу 15 часот координаторот на огранокот на ДУИ во Чаир, Беким Незири, преку социјалните мрежи му го честиташе роденденот на првиот интегративец Али Ахмети. Потоа заедно со уште 7 тргна да се пресмета со дел од колегите кои биле од албанска националност, а нему му изразиле непослушност. Тој со години е висок функционер од ДУИ, а беше и министр за економија во претходната влада.